Нема пример во светот каде што би можело да го посечам дека женското претприемништво е ставено на пиедестал онака како што се ставени иновативните и стартапите. Меѓутоа, зошто да не бидеме првите кои што тоа ќе го направиме и зошто навистина не сме голема држава, немаме многу голем број на жени во претприемништвото, повеќето се во микро и мал сегмент. Најверојатно тоа нема да повлече ни некои големи средства за развој на женското претприемништво. Моето прашање е зошто пак навистина да не му се посочиме и зошто навистина да не им дадеме ветер во грб на тие жени кои што сакаат да бидат претприемачки и на оние кои што сакаат и се претприемачки, а при тоа имаат нели се микросегмент, пошто повеќето 90 и кусур посто се во микросегментот, зашто да не им дадеме можност да пораснат каде што ќе имаат нели поголем обрт, поголем профит и сето тоа за јакнување на економијата. Тоа сето да биде фактички дел како еден мотор за создавање на нова економска сила, мотор за создавање на нови работни места. Јас така го гледам женското претприемништво и навистина еве вака сега јавно пред вас лобирам за тоа ако можеме да го избуткаме така да биде да биде поставено. До сега работиме, како што можевте да видите, на национално ниво. Она што ќе го правиме следно е ќе одиме преку хабовите, ќе работиме на малце локално ниво, значи ќе работиме со планските региони, општините и така натаму, душица ќе ни треба помош, совет, јавно си го бараме. Затоа што можеби и знаеме отприлика што све е сработено, ама не можеме да знаеме точно како се поставени работите и како функционираат тие општините, локалните самоуправи, од кого да бараме што за да се промени нешто, нели? Бидејќи овој проект е адвокаси и лобинг, нема ќе работиме и со жените, меѓутоа мораме прво да развиеме свесност во активните стейкхолдери кои што ги имаме. Позитивна дискриминација ќе биде многу добра доколку се издвои одреден фонд само за жени претприемачки. Нам не ни треба нешто многу да покажеме многу средства. Ни треба да се покаже позитивната дискриминација, да им се каже на жените еве ние застанавме позади вас. Мислам дека повеќе е оној психолошкиот момент отколку другиот момент околу финансиите. Нас ни треба затоа што жените ни се во последните неколку години ни ретерира. Нешто не одат напред и да отвараат фирми и да растат, туку напротив ни ретерираат, ни се затворија компании. Па особено да не говорам со пандемијата. И сега оно што сакаме е да малце ги изиницираме. Убаво е што ги правиме сите овие промотивни активности, од снимање, од све, меѓутоа ако имаме малце поддршка од влада и да речеме види ние ќе застанеме позади вас, ќе правиме фонд за женско претприемништво и тоа малце да го направиме со оној вау ефект, мислам дека ќе имаме подобри резултати.